Здраво, дечки, денес на тест го имаме Алфа Ромео Тонале, новиот модел на Алфа и првиот модел во оваа класа. Морам да признам дека во салон кога прв пат го видов со неговото представување тука во Македонија, бе фасциниран од тоа колку добро изгледа. Мислам, Алфа секогаш изгледале феноменално. Секој пат внимавале на сите детали, затоа сметам дека Алфа според мене се број 1 во поглед на дизајн. Секој пат правеле автомобили кои што се безвременски, буквално безвременски. Ова што ги имате, мама мија. Мислам, ајде вака, дизајнерски, ако гледаме во сите детали на Тонале, има толку детали кои што се земени од клучни модели на овој бренд. Пример, Zagato, тоа се фаровите напред, 159-ка исто така можете да видите во тие фарови. Позади ме потсеќа малку на 147, особено со логото на средина кој што е испакнато. Бандажите кои што се клучни за овој бренд, мислам, нема бегање од овие бандажи кога стане збор за Алфа. Нормално таблицата во страна што е поставена толку шмекерски, толку добро сработено. Мислам, целиот дизајн, толку се ситни сите детали поставени во возилото, пример италијанското знаме на ретровизорите. И не знам, јас сум фасциниран и сум заљубен во Тоналево. Стварно изгледа толку добро, мислам. Има толку силна конкуренција во овој период. Има толку многу модели кои што исто така изгледаат убаво, но Тонале толку се разликува и одскокнува од се она што се нуди, што на улица не привлекува внимание само да ве гледаат. Туку секое проаѓање покрај останатите луѓе е еј, има Тонале, еј, сите ве покажуваат со прст до толку одскокнуве, до толку сакат луѓето да го покажат на останатите. Гледајте го. Стварно е вау. Ајде сега ќе се префрлиме на практичност. Ќе почнеме со багажникот стандард. Нуди 500 литри багажен капацитет, што искрено не очекував за... Оп, нешто направив погрешно. Добро, ќе пробаме со клучот. Не очекував дека има толку голем... Зашто не ми се отвара сега багажникот? Добро, ајде да пробаме вака. Има 500 литри багажен капацитет, што не очекував дека ќе биде толку голем во поглед на оно што го нуди дизајнот од надвор, кој ќе видите, не ми изгледа толку голем. Дали ова е првиот дефект на Алфа? Се надевам, не, можеби јас нешто не знам да направам. Ајде вака, ја отклучивме. Ајде два пати за багажник. Јеј! Добро, до мене, не е до Алфата. Значи 500 литри багажен капацитет, кој што не очекував дека ќе биде толку голем, бидејќи едноставно кога го гледам од надвор не ми изгледа на толку практичен автомобил, но и особено оваа даска ми се допаѓа што има две нивоа на располагање. Тоа е ова совршено рамно со ивицата на бранникот и останатиот дел од багажникот, и второто е кој ќе спуштите најдоле, и тоа ми се допаѓа што добре се снајдов. Ми се допаѓа тоа што има голема разлика помеѓу двете нивоа, така да ви овозможува повеќе багаж да поставувате. Под даскава има некој сет за репарација, нема резервно тркало. Бар во оваа опрема нема, јас пак сгрешив нешто со даскава. Ми трна денес. Добро, нормално моите омилени куки за качалки ги има тука од страна, приклучок за струја на 12 волти, некоја преграда има тука. Аха, добро, тука ова е веќе сервисен дел, не ни интересира толку многу нас. И да, од тука можете да го спуштите средното седиште за ако сакате да ставате малку подолги работи. Сега ќе влеземе внатре, се надам дека сега ќе направам секако што треба. Да, влегуваме внатре.
Тука се пред да влезам внатре, очекував да ќе беше интересно стварно да беше отварањето на вратата тука одгоре како на 147-ца па и на загато, па и на 156 исто така на задните врати. Ќе беше интересно, ама тоа е сега што го имаме на располагање. Внатре, само ги тргнам јас ранцива. Внатре, иако, добро, може ќе биде малку темно. Добра светлина. Иако седиштава, двете предни седишта се наместени со најкомотната можна седечка положба. Гледате дека простор за нозете имам доволно, не се чувствувам притиснат, не се чувствувам ставен во ќош, простор за главата имам доволно. Иако вака не изгледа многу, но едноставно внатре се чувствувам убаво, комфортно, удобно, спремен за долги патувања. Убави седишта, комотни, го има малку на чувство за да ми фали тука уште мала преграда за нозете, односно знаете оние додатоци кои што се пуштат како на предните, бидејќи до колената имам доста простор и знае да биде многу поудобно со тие мали додатоци, неколку сантими се, но помагаат. Тука имаме наслон за рака, нормално со две остави за шишење, што е супер. Ми се допаѓа тоа што на средниот ред доле тунелот не е превисок, широк е, но кога ќе седнете тука, имате опција да ги ставите нозете и горе, но исто така и да ги спуштите доле од страна. Кога ќе ги спуштите малку е проблематично, бидејќи така се намалува просторот со останатите двајца патници, но ворете. Тука не е за седење за повозрасен патник. Не е, бидејќи се чувствам многу издигнато, ме бутка средниот, мислам, делот околу грбот најнапред. Добро, очекувано, не е толку големо возило за да се чувствувам и тука толку удобно. Сега гледам дека доле има два USB порта, едниот е USB Type-C и класичен USB порт, отвори за вентилација и тоа е тоа, одиме сега напред. Тука кој ќе дојдете на предниот дел, тука ќе се заљубите. Во моментов ви кријам, бидејќи го обожавам, мислам Алфа од секој пат нуделе стварно одлични дизајни надвор и внатре, но тонале, вау. Има толку многу детали во автомобилов, особено тука напред. Класичен италијан. Стварно, мислам, внимаваат секој пат на интериер. Знаат дека тука прајате 90% од времето. Знаат дека ова ако не изгледа убаво, тогаш џабе колку и да изгледа од надвор добро. Мора да ви ги покажам сите системи. Гледате дека има и амбиентална светло, се избираат вкупно 5 различни бои кои што изгледат убаво тука на овој преден дел. 10,25 инчен екран кој што работи феноменално, зашто бидејќи има одлична графика, одлична респонзивност, многу лесен систем за функционирање. Си правите профили ако сакате, ако има два различни возачи, 3, зависи колку и да има. Се стига до секое мени толку лесно. Нешто што ми се допаѓа е навигацијава. Мислам, не ви треба навигација од телефон да се поврзувате, иако може преку Apple или Android, без разлика каков телефон да имате, но со навигацијата од самиот автомобил, кој ќе одзумирате, и уште, стигаме до цела планетка да ја гледам и да вртите, да ротирате како сакате, да го гледате цел универзум од страна. Еве сме ние, правите ресентар, пак ве носи онаму каде што е. Мислам, окей, не е ништо практично, не е ништо стварно потребно, али многу мал детал кој што вау. Мислам, многу добро изгледа, многу добар момент на секој што го возев деновиве. Му го покажав првото. Еј, гледај што има. И сите, вау, планетката. Друга работа околу практичност, имате
грење на седишта, грење на волан и ладење на седишта. Кој автомобил во оваа класа нуди и ладење на седишта? Ретко кој. Тука гледаме предницата на тонале, мислам, вау, сите овие графики што се нудат тука се толку добри, толку убави, да ви е задоволство секое стартување и гасење на автомобилот. Мислам, стварно, Алфа се надминале себе, секоја чест. Ми се допаѓа тоа што на инструмент таблава се толку зачувани детали како по-старите генерации на Алфа, со сите бројки, пример километражата, односно бројките за уште колку километри имаме со горивото, тој одометар е како старите автомобили. Друга работа, она што ми остави најголем впечаток, положбата зад волан и воланот. Мислам, гледате го, се стартува од тука на ова копче, како Формула 1, педали, лопатки вие, видете ги кулкави се одменувачот. И не е пластика, алуминиум. Браво. Друго, ајде околу практичноста и интериеров ова ќе се вратиме да возам, али другите работи што ми се допаѓаат се овие копчиња. Нема многу копчиња во тонале. Надоле е поставен еден држач за телефонот, кој што е исправен. Тој држач исто така и полнаш, бежичен полнаш. Ми се допаѓа тоа што ја нуди оваа косина, од причина што кога ќе оставите телефонот, кога ќе ви стигне некоја нотификација, не мора да се вртите па да отварате ако е скриен во некоја преграда, тука едноставно многу побаво го гледате, иако кога ќе поврзете ви стига се на екран. Ова копче многу интересно DNA функцијата, односно различните модови за возење, ги има 3. Тука е менувачот, италијанското знаме кое што ве потсеќа дека е италијан и секој зборче ве потсеќа да го читате со италијански акцент. Не знам, Max, Rear, Cancel, Mode, се на италијански, мора да биде така. Океј, да не се глупирам, тука имаме две остави за шишиња, наслон за рака, со доволна остава под него. Преудобни седишта, преудобни, тука има дури и стичинг, шиено е со конец, логото на Алфа. Имате три можности за меморија на седишта и мислам дека доволно од Долговлеков мора да почнеме да возиме, бидејќи тука се заљубив. Тука започнува се. Ајде да видиме зашто. Вау! Луѓе, вау! Може би сте ги гледале епизодите со Фикјулето, со Мерцедес, со АМГ-то. Ако не сте тоа, направете го сега. Ама... Вау! Ајде вака, во епизодата со Фикјулето кажам дека нема ниту еден автомобил или ретко кој автомобил е да ми има направено чувство да сакам да се вратам после толку возила што ги имам на тест, извозено благодарение на вас и само на вас, да се вратам во некој автомобил кој што ќе ми биде фантастично, ќе ми биде преубаво, ќе сакам да пројдем километри. Немаш, едноставно немаш, беше Фикјулето и АМГ-то, толку. Но сега и тонале, сакам да сум тука, сакам да проаѓам време, бидејќи вау, клучниот момент на тонале е управување, чувството зад волан. Мислам, на денешно време, на толку возила во конкуренција, на толку различни брендови, на толку различни технологии, опреми, цени, опрема, очекувате да имаме се, и имаме се на располагање. Ама пак на крајот на денот се враќаме на нешто што од секој пат било приоритет за Алфа, управувањето. Колку добро ги совладува кривини, бе.
колку добро. Не знам. Немам зборови. 2 секунди пауза. Стварно, јас сум заљубен во Тоналево. Заљубен. Бидејќи сам гледате. Вау. Како ги совладува кривиниве. За ова да стане појасно, има еден интересен факт од Алфа кој што го кажа, а тоа е дека за управувањето имаат направено се да биде најдобро дури од најдобриот, односно за 36% Тонале подобро управува од неговиот најсилен конкурент во оваа класа каде што се надпреварува, односно BMW X-Cats, и дефинитивно во право се, бидејќи како управува, не сум го осетил со ниту еден автомобил. Уживате ги прајате километрите, не е за направо колку брзо ќе возите, едноставно во Алфа најбитно е како се чувствувате зад волан и како ги прајате кривиниве. Брз е, не е премногу брз. 130 конски сили имаме на располагање од 1,5 бензински мотор, кој што е со mild hybrid технологија. Тоа значи дека имате можност минимално да возите на струја, најчесто тоа е на некој паркинг додека излезете или кога тргате од семафор. Интересно е, помага во потрошувачката е стварно интересно. Мене ми покаже некаде околу 7 литри, со малтретирање како сега се искачи максимум до 9,5, што повторно се фантастични бројки. Стварно, мислам, уживанција луѓе. Уживанција. Немам зборови, мислам. Оф, леле. Ќе биде проблем ова за враќање. Ќе биде сериозен проблем. И не, мислам, цела приказна е тука во Алфа, секој пат било цела приказна. Управувањето, положбата за седење, менувачот. Оп, проблем, застој на пат. Ај правиме мала пауза. Да, имаме 7 брзини на располагање, нема во ниту еден момент да се чувствуваме дека ни фали нешто. Стварно се е тука на место и кога менувате преку лопатките, ставате само во спорт мод, во мануел, правите една, па качувате друга, уште една ако ви треба. Или враќате ако влегувате во кривина, враќате уште една ако пак влегувате во уште една кривина. Толку е респонзивен менувачот, толку е филмски возењево, стварно се чувствувам како во Формула 1 болид, Ферари, не знам. Многу е добро. Цела во оваа приказна толку добра. Вум. Мислам, толку е точен менувачов, толку не се чувствува ниту едно менување. Браво. Ова е гениално. Но има еден проблем за мене. Одличен менувач. Одлична возачка положба. Феноменални технологии, феноменална дизајн внатре, надвор. Се е супер. Немам звук. Очекувам на сето ова позади да пука, да прави па или V8 мотор, V6. Нема. Добри перформанси, 130 коња со 20 конски сили плюс од батеријата. Во ред. Стварно, мислам, за она што е замислено бомбона. Ама немам звук немам, ми фали да брчи позади, да прави бели по комши, да ги нервира кога ќе запалам од сабајле, ми фали. Стварно се надевам дека ќе искочи квадрофоглио, нека опрема, некоја серија кај што ќе има нешто такво бесно.
очекувам да има некои 500-600 конски сили да го корне асфалтот. Еви и да не биде брз. Истите перформанси нека ги има, само звукот да го слушам позади. Сакам кој ќе вратам ка брзина да слушам, да знам дека целата таа приказна комплетна, да биде совршенство, бидејќи звукот му фали за да биде совршенство, стварно. Се друго е тоа што треба да биде. Тоа што треба, дизајнот надвор, да, имате од секоја страна, вау, тонале, извикуваат, ги слушате. Внатре имате толку добро сработен интериер, меко, квалитетно, одлични системи, одлични технологии, функционира сето тоа. Не е само на лист хартија, функционира сето тоа. Имате предобра возачка положба, вожња, меке, кога сакате да биде мек, е мек. Имате, како што кажав, 3 различни нивоа на одбирање. Де е тука, значи, де е најспортското, се е најспортско, управување, суспензија, респонзивност, подоцна во N е некоја средна верзија, тука и хибридниот режим најмногу го чувствувате, го чувствувате на возење. Во најспортскиот момент најмногу прави регенерација на батеријата. Во А е најкомфортниот елемент. Имате плюс опција да го исклучите ESC системот, односно системот за против пролезгување. Се имате на располагање, буквално се и само звукот. Како и да е, и без тоа. Тонале автомобилот на кој што ќе се вратам секогаш. Тонале е нешто најдобро до сега што сум го имал на тест. Да, прва алфа на тест. Тоа приметив, ова не е прва алфа на тест. Направете subscribe ако не сте направиле до сега, за да имаме повеќе алфи, ама и повеќе други интересни возила на тест. Инаку цената на ова тонале во оваа специјале ниво на опрема е 55.000 евра, инаку почетната е 39.900. Можете да го посетите салонот на Алфа и да видите што се нудат, да го видите тонале во живо, ќе се заљубите. А ако не ви е потребно такво нешто, тогаш не одете во салонот, бидејќи ги си направите проблем. Јас си направив проблем. Не требаше да прифатам тест на тоналето. Не. Мајко мила, кој ќе го враќа сега. Ќе биде тешко. Ќе биде многу тешко. Не можам да ви опишам колку е задоволство возењево. Колку е задоволство. Толку мек, стварно е мек. Не ги чувствувате дупките. Не чувствувате одскокнување. Висок е. Ќе си кажете, чекај, како може еден висок автомобил да има добро управување? Ја очекував дека ќе се клати. Искрено, бидејќи знам дека е поставен на истата платформа со Jeep Compass, кога прв пат бев во салон, си рекав, кој знае колку катастрофа ќе биде за возење. Како си излажав. Како си излажав, мајко мила. Толку е добар, така кривиниве така добро ги совладува, што кога ќе влезете во кривина не чувствувате никакво навалување, едноставно спие, шина, не знам. Фантастично. Вау. Луѓе, направете subscribe, се гледаме со нови видеа. Јас уште едно кругче свртам и одам да ја вратам. Чао.